По 3 децении свадбарскиот тапан одекна во дебарското село Бањиште. Младоженците Билјана и Александар Стефановски го кажаа судбоносното да, а ја остварија и желбата на мајката Цвета, дел од свадбената церемонија да биде и стариот подзаборавен обичај, ден по свадбата носење на невестата на вода. Последно, овој обичај бил кога токму Цвета била невеста во селото. И ме облекој во ношна, и ме несе на вода со музика, со тапани, таму прави церемонии. И сега дојде дочекав и ја сину до жена и да се облече невестата во ношна како што су била ја. Се младите го забораја овие обичаи, ама ние дур сме живи старите, ти го тера. Ги враќаме по полека обичаите назад. Заедно со невестата и золдите, братучетки внучиња облечени во народни носи со стомнења врака, онака како што тоа се правило некогаш, со традицијата и познатите дебарски зурли и тапани. Сите заедно во дворот на селската црква Свети Димитрија. На најблиските на кумот старосватот им го валкаат образот. Невестата им потура вода, а за исчистениот образ тие ја даруваат. Пред 30 години исто на ова место, во селото Баниште Дебарско, војко ми правеше свадба. И ја без тогаш малечка, се сеќавам дека беше многу исто весело, убаво со носи, со тапани, како што е обичај. Братучет ми се жени сега и пак сум многу среќна. Сакам и понатака да продолжат традициите и обичаите да се негуваат во Македонија, со тоа ќе го зачуваме коренот, традициите и името, дека овде било нова подневе, вака се живеало, вака продолжувале и вака ќе продолжиме да живееме и во иднина. Во селото кое некогаш броело 100 домаќинства, сега живеат само 20 жители, заедно со нив и неколку православни македонци. Ова се случува по 3 децении. Кога повторно ќе биде, никој не може да каже.